посветеноста на специјалното јавно обвинителство кон воспоставување на правдата, макар за тоа поминала и 14 полни години, ќе ви ја илустрирам преку предметот Сопот. И покрај фактот што Советот на јавните обвинители, надвор од своите законски надлежности, одлучи да не го даде овој предмет на наша надлежност, иако имаше јавно објавен разговор за тој предмет, сепак наша обврска беше да ги истражиме основите, односно наводите на тој разговор. Во тој контекст дојдовме до заклучок дека исказот на сведокот Рамадан Бајрами, на кој доказ се засновани сите осудителни пресуди кои се досега донесени, а се укинати и повторно се води постапка, е изнуден исказ. Таквиот исказ е производ на употребена сила и закани по личниот интегритет на сведокот од страна на службени лица на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, кои постапувале во време на испитување на сведокот и со тоа сториле кривично дело тортура од член 141 од Кривичниот законник. Таквите факти ги потврдува и наведениот сведок, меѓутоа и дел од службените лица кои беа испитани во својство на сведоци во текот на предистражната постапка. Според вештачењето кое што беше наредено од страна на оваа јавно обвинителство, како резултат на тортурата, кај сведокот се предизвикани привремени последици по неговото психичко здравје. Имајќи предвид дека вештото лице оцени дека кај сведокот не се предизвикани трајни последици по психичкото здравје, кривичното дело тортура останало во својот основен облик и таквите дејствија со оглед на предвидените казни се застарени за да бидат гонети. Делото, сторено од страна на службените лица, застарало во 2008 година. Сепак, и покрај застареност на гонење, овие докази и фактите кои произлегува од нив имаат директни импликации врз постапката која се води пред Основниот суд Скопје 1 Скопје. И доколку предметот биде даден на наша надлежност, истите ќе ги презентираме пред судот, а доколку и ќе донесеме соодветна јавно обвинителска одлука, а доколку не ни се достави до обвинителството за организиран криминал, ќе поднесеме извештај за сите овие докази и факти во прилог на утврдената фактичка состојба. Се разбира дека во тек е и предистражна постапка за откривање на сторителите на оваа кривично дело, но поради тајноста нема да соопштиме детали. Следната истрага со работен наслов Тревник, која денес ја отвара специјалното јавно обвинителство, како резултат на прислушкувани јавно необјавени разговори, опфаќа основано сомнение за кривично-правни дејствија на 3 лица за изградба на 3 викенд куќи во општина Зеленикова, без да имаат право на таква градба, односно градење без одобрение за градење. Според прибавените докази, меѓу кои сателитски снимки, вештачење на истите, како и останата документација, овие 3 викенд куќи биле започнати со градење во 2011 година, а одобрение за градење на истите од општината е добиено во 2013 година, кога веќе биле и завршени. Законот за градење предвидува обратен редослед, односно најпрвин добивање на правосилно одобрение за градење, а дури потоа започнување со градење. А надвор од тој редослед, таквите противзаконски дејствија се предвидени и казниви со соодветно кривично дело, бесправно градење од член 244а став 1 од Кривичниот законник, за кое што е и отворена оваа истрага. Втората истрага која денес ќе ја презентирам, со работен наслов Траекторија, е отворена против 4 службени лица, поранешни високи владени функционери, за кои постои основано сомнение дека во втората половина на 2012 година и во текот на 2013 година презеле повеќе дејствија со кои во постапката за избор на компанија за изградба на автопатните делници Младиновци Штипи и Кичево Охрид ги искористиле и пречекориле своите овластувања и нанале штета на буџетот на Република Македонија во износ од најмалку
155 милиони 117.172 евра. И за истиот износ на компанијата изведувач и овозможиле да се стекне со имотна корист. Од доказите кои беа обезбедени во досегашниот тек на постапката, произлегува основано сомнение дека 4 службени лица во постапката за избор на компанија изведувач, покрај тоа што ја одбегнале примената на Законот за јавните набавки, постапиле спротивно и на условите поставени од кинеската влада и од страна на кинеската Ексим банка како заемодавач. Имено, иако според претходно дефинираните услови, осомничените, изборот на изведувач требало да го направат според домашното законодавство, а откако проектната документација ќе ја достават на компании во Кина, кои се наоѓале на листата на кинески компании квалификувани за вакви проекти, тоа не го сториле и документацијата ја доставиле само до 2 кинески компании. Постои основано сомнение дека во месец јануари 2013 година тројцата осомничени, поттикнати од првоосомничениот, иако биле доставени 2 понуди, преговорите ги воделе само со една компанија. Иако во текот на преговарањето со првата компанија, втората компанија, која воопште не ни била повикана на преговори, доставила дополнителна пониска понуда, ваквата понуда не ја евидентирале никаде и ја сокриле, пошто парафирале усогласен текст на договорот за изградба на автопатните делници Младиновци Штип и Кичево Охрид со компанијата која имала повисока понуда. Со овие действија постои основано сомнение дека осомничените сториле кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 од Кривичниот законник. Последната истрага која денес ќе ја презентирам е истрагата под работен наслов Талир. Станува збор за незаконското финансирање на политичката партија ВМРО ДПМНЕ. Во конкретниот случај постои основано сомнение дека и покрај тоа што на првоосомничениот како претседател на политичката партија му биле добро познати законските ограничувања, сепак истиот во периодот од 2009 до крајот на 2015 година овозможил финансирање на партијата спротивно на законските одредби, при што мотивите на првоосомничениот биле исклучиво од лична природа, а биле поврзани со зацврстување на неговата политичка моќ и позиција во партијата и во државата и во обезбедување на целосна контрола над политичката партија. Имено, постои основано сомнение дека првоосомничениот ги прифатил незаконските средства за финансирање на политичката партија, истите не ги вратил на лицата од кои што потекнуваат или пак да ги уплати во буџетот на Република Македонија, како што тоа го предвидува Законот за финансирање на политичките партии, за да потоа таквите средства бидат искористени за хуманитарни цели, туку таквите средства ги задржал и со тоа овозможил кумулирање на противзаконски капитал за финансирање на политичката партија. Поради тоа постои основано сомнение дека првоосомничениот како одговорно лице сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Доказите кои беа обезбедени во досегашниот тек на постапката упатуваат на основано сомнение дека првоосомничениот со цел да може, со парите кои што потекнуваат од кривичното дело кое го сторил, да овозможи финансирање на политичката партија, формирал група на лица кои се занимава со перење на пари и, заедно со другите лица, овозможиле средствата кои потекнуваат од кривично дело преку местните организации на политичката партија да бидат внесени во жиросметката на партијата. Постои основано сомнение дека внесувањето на средствата било извршено преку готовински уплати, при што во уплатниците биле внесувани неточни податоци и преку злоупотреба на личните податоци на членството на политичката партија биле вршени уплати на незаконски стекнатите парични средства, при што во периодот од 2009 година до крајот на 2015 година преку готовински уплати на жиросметката на партијата биле внесени вкупно 301.531.662 денари или
речиси 4.900.000 евра. Воедно, докази да упатуваат на основа на сомнение дека дел од осомничените, со цел да го прикријат незаконското потекло на парите, ги прикажувале ваквите уплати во регистарот на донации и во завршните сметки како легални уплати, а потоа дел, односно незаконски стекнатите парични средства, биле користени за намирување на обврските кои што дел од осомничените ги преземале во име на партијата, пошто следувале и плаќање од жиросметката. Постои основано сомнение дека во најголем дел средствата биле трошени за намирување на редовните обврски, плаќање на сметки, маркетинг услуги и услуги за истражување на јавни мислења, хотелски, ресторански и кетеринг услуги, како и закупување на недвижен имот. Па така, во периодот од 2009 до крајот на 2015 година биле склучени 71 договор за куппродажба на недвижен имот, кој имот потоа е платен од незаконски стекнатите парични средства. Воедно, постои основано сомнение дека дел од имотот кој што е набавен не бил во функција на остварување на целите и активностите на партијата, па така на дел од прикажаните фотографии кои што следуваат може да се види дека дел од купениот имот не се користи за партиски цели и нема партиски обележја. Поради наведеното, постои основано сомнение дека вкупно 11 лица сториле кривично дело, перење на пари и други приноси од казниво дело, од член 273, став 5 во врска со став 1 од Кривичниот законник, од кои 9 лица се осомничени како директни извршители, а 2 како помагачи. Според доказниот материјал, ова не било единствениот начин на незаконско финансирање на политичката партија. Постои основано сомнение дека првоосомничениот како одговорно лице спротивно на законските ограничувања, предвидени во Законот за финансирање на политичките партии, овозможил за политичката партија ВМРО ДПМНЕ да бидат обезбедени услуги од правното лице ДГ Бетон АД Скопје, кое правно лице во време на обезбедување на услугите имало склучено договори за доделување на јавни набавки. Доказите обезбедени во предистражната постапка упатуваат на основано сомнение дека второосомничениот, помогнат од останатите осомничени лица, склучил договор за соинвеститорства, при што недвижноста која што била вложена во име на политичката партија ВМРО ДПМНЕ имала вредност од 76.445.600 денари, додека вкупните вложувања на ДГ Бетон АД Скопје биле во вкупна вредност од 556.041.640 денари, од кои 424.733.242 денари била вредноста на изградениот објект, додека 131.308.398 денари било уплатени на сметката на политичката партија на име регулирање на меѓусебните права и обврски кои произлегуваат од договорот за соинвеститорство. Постои основано сомнение дека очигледниот несразмер на правата и обврските на договорните страни во смисла на членот 15 од Законот за финансирање на политичките партии всушност представува донација на ДГ Бетон АД Скопје спрема политичката партија ВМРО ДПМНЕ. Па, со оглед на фактот дека Бетон АД Скопје во тоа време вршил и услуги по пат на договори за јавни набавки, истиот не можел да биде донатор, поради што првоосомничениот имало обврска да ја одбие донацијата или таквите пари да ги уплати во буџет, за да потоа бидат искористени за хуманитарни цели, а доказите упатуваат на основа на сомнение дека првоосомничениот тоа не го сторил. Имајќи го предвид наведеното, произлегува основано сомнение дека 5 лица сториле кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 4 во врска со став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законник, од кои 2 во својство на директни извршители, а 3 како помагачи. Вкупно во овој предмет се осомничени 14 лица. Оваа обемна предистражна постапка
успеа да ги идентификува лицата од раководството на политичката партија ВМРО-ДПМН, за кои постои основано сомнение дека иако себе се прикажувале како совесни граѓани, совесни луѓе кои што работеле навидум за интересите на партијата и стекнувале имот за партијата, сепак за своето незаконско дејствување од кое имале лична корист, ја искористиле партијата и во јавноста креирале погрешен впечаток дека токму политичката партија е таа која што е одговорна за незаконито работење. Иако доказите обезбедени во предистражната постапка не упатуваат воопшто во таа насока.